се наоѓам на една точка во Малта, која што е многу важна и за македонците, и за филмската индустрија, посебно за Стивен Спилберг. Замислете, оваа точка имаат одбрано и македонците и Спилберг во исто време. Сум ви зборувал можеби некогаш, ама еве сега се наоѓам на лице место. Токму ова зад мене е една од главните моменти во оној Минхен што го снимаше Спилберг толкому овде во Малта. Ќе ви го покажам, а ќе го видите сега од другата страна на ова денешно издание. А што се однесува до нас, ова е точката каде што македонците не пропуштаат да испијат едно кафе, да се подружат, да видат каде, кој, кога ќе се најде навечер, ќе излезе некаде или да договорат некоја дружба следниот ден и кога има надпревар, исто како што се во оние претходно што ги кажувавме места, така и овде. Значи подиум. Јас ќе влезам да испијам едно кафе пред да заминам, а каде заминувам? Ја најавив епизодата која што стартува. Тоа ќе бидат две последователни епизоди во кои што ќе ви кажеме оригинално, на лице место, со сите протоколи и потребни информации до детал, што и ви е важно ако сакате да патувате во Македонија и од Македонија да дојдете во Малта. This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevski Show. Let's get started. Значи, сега е веќе јули, уште една информација плюс. Маските се веќе тргнати за секој оној што е вакциниран. И ако биде во дружба со уште некој што е вакциниран, не мора да носи маски ни на отворено во Малта. А ако има некој не вакциниран, тогаш мора да се стави маска. Тоа нема да го коментирам, ќе го оставам вам. Одам да пијам кафе и тргнувам на патот кој што денеска ќе го гледате за прв пат. Да видиме на лице место како можеме да летаме кон Македонија и што е се потребно. 5, 4, 3, 2, 1. Start.
Filevski Show, Friday, 8 p.m. New podcast. Živeti slobodno, svetom se oriti, okićen perom sokola, za urok protiv okola. Значи, еве, тргнуваме и сега да видиме по пат кои се документи, кои се протоколи ќе ги пројдеме за да стигнеме до... Каде одиме? Македонија! Значи одиме до Македонија. Во оваа епизода ќе го видите цел тој пат, а следната ќе го видите враќањето од Македонија, па како може да стигнеме во Малта. Igor Filevski Show, Friday, 8 p.m. New podcast. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. Živeti slobodno, svetom se oriti, okićen perom sokola, za urok protiv okola. Živeti slobodno. Тргнавме од Гевгелија, од новиот пат Смоквица, за прв пат и јас во животот го возам, и кај Неготино се издвојуваме на пат за кај Охрид. Значи правам еден круг од Гевгелија на кај Прилеп, Охрид, па по западниот дел на Македонија, Скопје, Велес, Штип, Струмица, Гевгелија и да направиме да видиме еден круг после 2,5 години затварање, да видиме како изгледаат работите. Сега, за сега првично, скоро и ништо да не е променето. Sveta pamte muziku tvojih koraka. Една од точките на која што застануваме, што не смееме да ја прескокнеме ако правиме круг околу Македонија, тоа е токму ова. Нашиот езерски бисер. Не е само езерски, нашиот историски бисер и ќе кажам нашиот идентитет и нашиот бит. Ова е Македонија. Plete gušće, nebo je tvoja prečica, izdrobi lažne dijamante, ko ljusku šupljeg oraha. Nek bulevari sveta pamte muziku tvojih koraka. Igor Filevski Show, Friday, 8 p.m. New podcast.
Xavi, l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la sentada d'Alves, Terri amb el cap, el control de Eto'o, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol! Ова се тие природни убавини што ние што живееме на Карпата ги немаме. И од тие причини секогаш кога ќе, како што сега ние направивме кога ќе посетите Македонија, како ние да го прикажеме оној задолжителен протокол како може да дојдеме од Малта во Македонија сега во оваа пандемска криза и од Македонија да се вратиме во Малта, нормално е дека ќе ги искористиме сите тие моменти за да ги рефрешираме мемориите на овие природни убавини во кои сме се родиле и во кои сме растеле. Ние како македонци сме благословени што сме родени во ваква земја, на ваква територија со сите тие природни ресурси. Во Малта, на Карпата, тоа го нема. Ние немаме реки, немаме планини, немаме езери, или како што вели сега мој Лео вели, тато, ова е шума која што му раскажуваме во приказните. Да, ова е таа шума, што ако не ги донесеме нашите потомци, нашите деца кои што се родени на Карпата или на островот, или се мали, тешко дека ќе може да ја запознаат. Затоа искористете го секогаш моментот кога ќе се враќате на релацијата од Малта кон Македонија, да ги посетите овие убавини, бидејќи тие и се помалку и помалку ги има на планетата, како природни ресурси, како чиста, недопрена природа. Уживајте уште малку во моментов Колешинските водопади, а се надевам дека секој од вас што ја гледа оваа епизода ќе го потсети во моментот кога ќе стигне во Македонија, ајде да свртиме по едно кругче, да си ги рефрешираме убавините на нашата меморија од природата во која што сме се родиле. Igor Filevski Show, Friday 8 p.m. New podcast. Останете уште малку тука и погледнете што има ново во Audi In, што беше тоа интересно и атрактивно за го одбележиме во изминатите 7 дена.
This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Let's get started.